Општина Прилеп го потпиша договорот за реализација на проектот, реконструкција на цевковод со главен довод на вода од извориштето во местото викано Пашовски ливади до собирната шахта кај Прилеп. Станува збор за средства во висина од 40 милиони и 540 илјади денари, кои што се обезбедени со одлука на владата за прераспределба на парите од ТАФ програмата. Со проектот се предвидени градежни активности за подобрување на доводните цевководи од постојните извори на местноста викана Пашовски ливади до собирната шахта на разводната водоводна мрежа за градот. Реконструкцијата предвидува ископ на нова траса со должина од 4 км и поставување на нови лиено-железни водоводни цевки со профил од 300 мм и притисок од 10 бари, заедно со целата потребна придружна хидротехничка опрема. Инаку во моментов со постојниот цевковод од изворот до Прилеп доаѓаат околу 10 литри во секунда, а после неговата реконструкција од изворите во Пашовски ливади во главната водоводна мрежа во градот ќе доаѓаат околу 25 литри во секунда, или на месечно ниво тоа ќе биде дополнителни 39.000 метри кубни вода за потребите на граѓаните на Прилеп. Во оваа хлорна станица инаку се собира водата од 4 извори кои што се наоѓаат во овој регион, а тоа се Душница, Пештерица, Пашовски ливади и изворот Леково. Прилеп оптимално би можел да добива 80 до 90 литри во секунда, во овој момент добива 35 литри до 40 литри во секунда. Доколку се реконструира и Пашовски ливади и Лековскиот извор, претпоставам дека за 30 до 40 литри во секунда би се зголемила издашноста. Ама 40 литри во секунда значи околу 100.000 метри кубни во текот на месецот. Тоа се големи количини практично. Потисните цевководи на Леково и на Пашовски ливади врват низ подрачје, кое што е полно со бавчи, со ниви, луѓето крадат вода и ја користат за наводнување, не грижејќи се при тоа дали ќе имаат граѓаните во градот вода за пиење. Од тие причини со новиот потисен цевковод, односно реконструираниот потисен цевковод, ќе биде одлиено железни делови и нема да има можност за кражба на водата. И оној кој што ќе се обиде да кради, ќе може само да ја оштети цевката, ние веднаш ќе го лоцираме тоа и ќе ја санираме штетата, но нема да може да се приклучи на диво и да ја злоупотребува или искористува водата за други причини, освен оние за кои што водата за пиење треба да се користи. Изградбата на новиот цевковод се планира да трае од 4 до 6 месеци.